Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Почнуваат вести. Граѓаните би можеле да се соочат со ново поскапување на електричната енергија од речиси 5% од почетокот на следната година. Според информациите од тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хоум, државните електрани ЕСМ понудиле цена од 65 евра за мегават час за покривање на 100% од вкупно планираните количини на струја за домаќинствата и малите потрошувачи во 2026 година. Ова е зголемување од 4,84% во однос на актуелната цена од 62 евра по мегават час. Од Евана Хоум соопштија дека на тендерот пристигнала само една понуда, токму од ЕСМ. Тоа го зголемува ризикот за ново поскапување, бидејќи државните електрани се клучен фактор во формирањето на финалната цена на струјата за регулираниот пазар. До крајот на декември, Регулаторната комисија за енергетика дополнително ќе одлучува за цените во преносот и дистрибуцијата, но засега се проценува дека таму нема да има значајни промени. Регулаторната комисија за енергетика денеска ќе соопшти новата цена на парното грејење, што ќе важи од 1 декември. Одлуката доцнеше неколку месеци, бидејќи регулаторите чекаа да го добијат извештајот за проценка на вредноста на топланите од Бирото за процена, пошто може да се утврди конечната тарифа. Одлуката што ќе биде донесена денеска директно ќе влијае на сметките на домаќинствата, приклучени на системот за далечинско грејење во Скопје и другите градови. Изминуваат 48 часа, колку што се потребни за да се утврди причината од што се затруени ученици од Димо Хаџидимов. Се очекува денеска Институтот за јавно здравје да ги објави резултатите од испитувањата. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува вонредни контроли во кујните на 9 училишта во општина Карпош, бидејќи со нив стопанисува истиот оператор како и во училиштето Димо Хаџидимов, каде кујната е затворена. За сега 5 ученици од основното училиште Димо Хаџидимов се хоспитализирани на детската клиника. Најмладиот хоспитализиран ученик е 6,5 години, најстариот 12. Маршот на ангелите продолжува. Родителите ги повикаа граѓаните да им се придружат на 29 ноември во Кочани, на 29-то издание на Маршот на ангелите во 14:05 часот од Паркот на Револуцијата. Настанот е најавен како мировен собир, со љубов, со болка и со достоинство, во чест на загинатите во трагедијата во Пулс. Со порака дека зад секоја судска постапка стојат човечки животи и семејства кои се уште чекаат вистинска правда. Тие нагласуваат дека маршот не е протест, туку глас против неправдата и потсетник дека општеството мора да покаже совест. Власта притисна да се смисли обвинение за Пулс со кое ќе се избегне политичка одговорност, рече професорот Гордан Калајџиев во гостување на Инфомакс. Според него, хроничниот проблем на нашето правосудство, послушноста кон извршната власт, сега е на загрижувачки степен. Тој го критикува и раздвојувањето на постапките за одговорноста на полицијата за трагедијата во Кочани. Православните верници денеска го започнуваат Божикниот пост, кој ќе трае 40 дена. Постот не подразбира еднолична диета или глад, туку избалансирана исхрана со намирници од растително потекло. Со него се подготвуваат за најрадосниот христијански празник – раѓањето на Исус Христос, Божик. Постот е духовна одлука која подразбира воздржување од одредени намирници, особено од оние од животинско потекло. Божикниот пост започнува на 28 ноември и трае до православниот Божик на 7 јануари. Во овој период верниците се воздржуваат од месо, млечни производи и јајца. Меѓутоа, потребно е целосно да се исклучат и лошите мисли и дела. Денес е Црн петок. Трговците на мало најавуваат или глумат попусти. И Македонија денес ќе го прослави глобалниот празник на големи попусти и распродажби. Сепак, експертите предупредуваат дека попустите на Црн петок се претежно маркетингшки трик и дека трговците на мало честопати прво ги зголемуваат цените, а потоа ги намалуваат за да изгледа попустот поголем. Се верува дека терминот Црн петок е измислен во петок, 24 септември 1869 година, кога двајца брокери од Wall Street се обиделе да го монополизираат целиот пазар на злато во договор со познатиот политичар Бос Твит.
Трочлениот тандем се обидел да подкупи неколку политичари и високи функционери, вклучувајќи и одредени судии. Планот не успеал, бидејќи цената на златото паднала за неколку минути, а со тоа и многу инвеститори, поради што денот останал познат како Црн петок. Едно од популарните мислења е дека ова име го измислиле американските возачи и сообраќајни полицајци, кои се плашале од големиот сообраќајен метеж по денот на благодарноста во САД. Помалку склучени, а повеќе разведени бракови, објави Државниот завод за статистика во третото тромесечие од годинава. Во овој квартал склучени се 3514 бракови и нивниот број е намален за 2,8% во споредба со истиот период минатата година. Регистрирани се 470 разведени бракови, што представува зголемување. Во третото тромесечие од оваа година бројот на живородени деца изнесува 4431 и во споредба со истиот период лани е зголемен. Бројот на умрени лица пак бележи намалување од 0,5%, а од нив 20 се починати доенчиња. Премиерот Христијан Мицкоски најде начин да им одговори на амбасадорките на Германија и на САД, Петра Дрекслер и Анджела Агелер, поврзано со нивните коментари за реформите и состојбите во македонското правосудство. На Дрекслер, која изрази загриженост за дебатата околу буџетот за правосудството и контрираше дека таа или манипулира или не ја говори вистината, а на Агелер, која побара премиерот повеќе да действува отколку да зборува и порача дека ќе действува. Овој одговор на премиерот и дебатата околу екстрадицијата на поранешниот премиер Никола Груевски од Унгарија беа најинтересниот дел од редовната седница за пратенички прашања во Македонското собрание. Темата е на Мариела Трајковска. Мајстор буквално ограбил жена, наместо да ја заврши услугата, само и наплатил грдни пари. Скопјанка на возраст од 50 години пријавила дека била измамена за 200.000 денари од лице кое требало да изврши градежни работи во нејзиниот двор. Според информациите од СВР Скопје, 50-годишната жена пријавила дека ВН зел пари за работите, но по добивањето на сумата повеќе не одговарал на нејзините повици. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот и пронаоѓање на лицето. Македонија денес се наоѓа под силно влијание на циклонска активност со центар над Медитеранот, проследена со доток на постуден воздух од север. Таквата синоптичка состојба повторно ќе донесе обилни врнежи од дожд, особено во источниот дел од земјата, каде локално може да наврнат над 40 литри дожд за 24 часа. Повеќето региони ќе имаат дожд со умерен интензитет, а ќе дува и слаб до умерен повремено засилен северен ветер. И во Скопје и околината денот ќе помине под дождливи облаци, а на околните планини врнежите ќе се претворат во снег. Северниот ветер периодично ќе се засилува. Поради најавените врнежи расте опасноста од ново зголемување на водостоите на реките и езерата, како и од појава на нови локални поплави. Се апелира особено до возачите да бидат внимателни, да избегнуваат близина на водотеци и внимателно да го планираат движењето. Температурите денес ќе се движат од 3 до 10 целзиусови степени, додека во Скопје максималната температура ќе достигне околу 6 степени. Драматично се зголеми бројот на загинати во пожарот во Хонг Конг, која надмира бројката 100. По смртоносниот пожар кој зафати огромен стамбен комплекс, стотици се водат како исчезнати во најлошата катастрофа во градот во последните децении. Пожарникарите во голема мера го ставија под контрола пожарот што го уништи стамбениот комплекс Ванг Фук Корт во Хонг Конг, а се очекува напорите за побарување и спасување да бидат завршени откако најлошиот пожар за речиси 80 години го опустоши просторниот стамбен комплекс. Комплексот од 8 кули во кој живеат повеќе од 4600 луѓе беше во реконструкција, обвиткан со бамбусови скелиња и зелена мрежа. Полицијата соопшти дека уапсила тројца службеници од градежна компанија под сомнение за убиство од небрежност поради употреба на небезбедни материјали, вклучувајќи запалливи панели од пена што ги блокирале прозорците.
Почина членката на Националната гарда, која беше застрелана од афганистански имигрант во близина на Белата куќа. Сара Бекстром, 20 годишна, почина од повредите, а незиниот колега од гардата, Волф, 24 годишен, се бори за живот, рече Трамп, додека истражителите спроведоа како што официјалните лица го нарекоа истрага за тероризам по покањата во средата. За претседателот Доналд Трамп, нападот е последица на неуспешните проверки на имиграцијата во ерата на Бајден и нареди сеопфатен преглед на случаите за азил. Владимир Путин го повтори своето основно барање за завршување на војната во Украина, велејќи дека Русија ќе ги прекине борбите само ако украинските трупи се повлечат од територијата што ја бара Москва. Путин долго време бара законско признавање на украинските територии окупирани од Русија, што ги вклучува Крим и источните региони Луганск и Донецк, што се уште не го контролира во целост. Путин притоа го обвини Киев дека сака да се бори до последниот украинец, додавајќи дека Русија е спремна на тоа. Ако не се повлечат, ќе го оствариме тоа со сила, кажа Путин. Зеленски пак вели дека никогаш нема да се согласи да ја предаде територијата на русите. Украинскиот претседател Володомир Зеленски подготвува јасен ултиматум за следната фаза од мировните преговори со Русија, Украина. Нема да се откаже од ниту еден дел од својата територија во замена за мир. Ова го изјави главниот украински преговарач и најблизок соработник на Зеленски. Уставот го забранува тоа. Никој не може да го стори тоа без да оди против украинскиот народ. Русија за прв пат по 60 години е без можност да испраќа астронаути во Вселената. Лансираната рампа на космодромот Байконур во Казахстан претрпе сериозни оштетувања за време на лансирањето на мисијата кон меѓународната вселенска станица, соопшти руската вселенска агенција Роскосмос. Според првичниот увид, покранатата сервисна кабина, лоцирана под лансираната рампа, се урнала веднаш по полетувањето. Овој систем е клучен за подготовка на мисиите Сојуз и Прогрес со човечки екипаж. Неговото уништување значи дека Русија привремено не може да врши пилотирани лансирања, што е прв ваков прекин од далечната 1961 година, почетокот на ерата на Јури Гагарин. Гледавте вести на Слободен печат, ви благодарам на довербата. Повеќе информации ќе најдете на slobodnpečat.mk.